Добре дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Што по лидерската средба? Кои се оценките на експертите? Нема заинтересиран купувач за фудбалскиот клуб Пелистер. Возете велосипед од повеќе причини. Битолските роми прекогранично се едуцираат. Нема заинтересиран купувач за ФК Пелистер. Ова е епилогот од денешното закажано отворање на понудите. Денеска во 14 часот во општина Битола јавно требаше да бидат отворени понудите од јавниот оглас на адреса на единствениот акционер за купување на ФК Пелистер. Никој не се јавил со понуда да го купи овој фудбалски клуб. Предмет на јавниот повик беше продажба на 250 обични акции собственост на општина Битола во Друштвото за спортски дејности ФК Пелистер акционерско друштво Битола, што представува 100% од вкупните акции на друштвото. Вкупната вредност на акциите собственост на општина Битола во друштвото е минимум 1.537.500 денари, односно 6.150 денари по акција. Понудениот износ за тековното одржување на ФК Пелистер ќе биде минимум 500.000 евра во денарска противредност по среден курс на Народна банка на денот на уплата на годишно ниво и со намена за редовно и тековно функционирање на друштвото. На првиот професионален тим кој настапува во првата македонска фудбалска лига, младинските екипи од сите возрасти, како и администрацијата на Друштвото за спортски дејности во временски период од минимум 6 години. Продажбата на акциите ќе се врши по јавен пат на наддавање со поднесување на затворени понуди. Така стоеше во огласот. Деновиве неофицијално се спомена за интересираност на неколкумина кои сакале да го купат ФК Пелистер. Дури имаше информација за странски купувач, но ништо од тоа, барем според денешниот ден кога никој не се јави за да го купи овој фудбалски клуб. Што по вчерашната лидерска средба на Груевски и Заев? Генералните оценки дека таа од старт пропаднала. СДСМ инсистира на нешто што ВМРО ДПМН и пред тоа го кажа дека Македонија има легитимно избрана влада и дека Македонија нема потреба од техничка влада. Стево Башуровски. Првиот обид за отпочнување диалог со цел разрешување на можната политичка криза во земјата пропадна откако по околу едночасовни разговори лидерите на двете најголеми политички партии ги вкрстија копјата уште при првата точка од барањето на опозицијата што се однесуваше на формирањето техничка влада. По лидерската средба која што се одржа во клубот на пратениците, двете страни останаа со непроменети ставови на своите претходни позиции без никакво решение или договор. Председателот на најголемата опозицијска партија СДСМ Зоран Заев прво им соопшти на новинарите дека нема договор за разговори без техничка влада, што пак за премиерот и челник на владеачката ВМРО ДПМН е Никола Груевски представува барање за кое власта не сака ни да размислува и кое нема ниту минимални шанси да биде прифатено. Експертската јавност во државата разбранува на поднос на ставовите на двете страни и поднос на крајниот резултат од лидерската средба што се одржа вчера. Професорот Љубомир Фрчковски, кој има искуство од преговарачката работа на комисијата формирана за расчистување на настаните од 24 декември, во интервју за Дојче Веле, вели дека хендикеп за овие преговори е тоа што тие уште во самиот старт започнале со два големи и нерешени предпреговарачки проблема, едниот правен, другиот политички. Според него, дури ако преговорите се водат во такви нерасчистени околности, опозицијата мора да настапи со суперкратка листа за преговори. Тој потенцира дека опозицијата не треба да отстапи од барањето, централна точка треба да биде формирањето техничка влада, без разлика дали таа ќе биде голема коалиција од политичари или голема коалиција на непартиски членови експерти, со мандат да подготват фер избори и да почнат да структурираат преговори за спорот со Грција. Професорот Горан Ирич за Фактор вели дека ни најголемите оптимисти не очекувале резултати од новиот обид за вонинституционален диалог на власта и опозицијата. Тој оценува колку и да не продуцира конкретни и видливи ефекти, политичката комуникација представува инвестиција во демократизацијата на партискиот, а со тоа и на политичкиот систем во Македонија. Аналитичарот Ивица Боцевски пак во изјава за истиот интернет портал му сугерира на премиерот да ги прекине разговорите со лидерот на опозицијата. Според него Заев и понатаму продолжува со неразумна политика, а СДСМ мора да прифати дека ги изгуби изборите и бојкотот пропаѓа. Аналитичарот Едмонд Адеми за Радио Слободна Европа вели дека нема да има брзо надминување на проблемите со оглед на тоа што опозицијата не отстапува од своите 5 барања. За професорката Тања Каракамишева Јовановска, идејата за формирање техничка влада, која раководството на СДСМ ја поставува како ултиматум во преговорите со ВМРО ДПМН, нема никаква политичка логика, а уште помалку демократска издржаност.
Какви ќе бидат надамошните чекори останува да видиме. Лидерот на СДСМ најави дека останува на своите цврсти ставови и дека на Груевски останува да одлучи дали ќе разговараат за нивните барања или не. Лидерот на ВМРО ДПМН пак посредбата не прецизираше каков ќе биде нивниот нареден чекор по однос на подобрување на политичкиот диалог и решавање на проблемот со опозицијата и рече дека за својот нареден потек прво ќе се консултира со раководството на партијата. Македонија не е поштедена од екстремниот тероризам, смета дипломатскиот кор во земјава. Во услови на глобализација, тероризмот прераснува во приоритетен национален и меѓународен интерес, особено поради можноста од користење софистицирано оружје од арсеналот за масовно уништување, истакна министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на отворањето на националниот семинар на тема Суспивање на националниот екстремизам и радикализам, кој води кон тероризам, што се одржува во Скопје, а на кој присуствуваат и амбасадорите на САД и на ОПСЕ Пол Волерс и Ралф Бред. Министерката Јанкуловска посочи дека тероризмот како своевидна неконвенционална војна и деструктивен феномен во рамките на насилниот криминалитет представува еден од главните извори на опасност за државите и народите, уставното уредување, правата и слободата на граѓаните и вредностите на демократските општества. Токму поради тоа, додаде министерката за внатрешни работи, важноста на овој семинар е размена на информации и искуства во борбата против тероризмот и насилниот екстремизам. Unfortunately, radicalization and extremism is a widespread phenomenon. Political radicalization, religious radicalization, and very often groups are working together and radical people go to other countries to go in training camps and to learn more. And this often ends up in a terrorism, and a terrorism that also comes back to the countries where these people come from. The problem of terrorism and radicalization is a global problem. It's all over the world. You open the newspapers every day, you see new instances. And so the only way that we can counter that is by working together closely, both internally and internationally. I think that's a key to this, and I think that's one of the things that the United States is very is emphasizing, that we need to work together around the world. And events like today where we can come together and discuss these topics and learn from others and learn to coordinate better are, I think, absolutely important to defeating terrorism. Значи, ние досега немаме поднесено таква кривична пријава, меѓутоа со последните измени на кривичниот законник интервениравме во овој дел за да ја создадеме правната рамка во функција на испраќање на порака дека нема да дозволиме во Република Македонија ваквите радикални структури да најдат плодна почва за промоција на нивните идеи кои одат на штета на демократијата и слободата на сите граѓани. Невладени ромски организации од Македонија и Албанија добија проект од Европската унија за прекогранична соработка Денови на ромската култура. Проектот има за цел зачувување на традициите на ромите во двете земји, а пред се ромскиот јазик кој е во изумирање. Оливера Михајловска. Битолските невладини ромски организации успеа преку европските фондови да добијат прекограничен проект со соседна Албанија за културна размена. Фокусот е ставен на зачувување на ромскиот јазик кој изумира. Ние го видовме како проблем изумирањето на ромскиот јазик во овој регион, како во Република Македонија, така и во Република Албанија, и од таа причина на некој начин започнавме иницијативи кои што ќе овозможат задржување и зачувување на ромскиот јазик во овој регион. Проектот почнал лани во септември, а треба да заврши до крајот на овој август и има неколку планирани активности. Студиски посети во Албанија и во Македонија и имаме направено веќе мрежа на младинска мрежа која што и во иднина ќе треба да имплементира проекти кои што ќе бидат со цел да ги задржат тие културни идентитети на ромската заедница. Ова е исто така една активност за промоција на културата и традицијата, во која што имаме саем на невладини организации, културна програма, промоција на традиционални јадења и обичаи, работилница за историјата на ромите, изложба на фотографии од минатото на ромите и презентација на документарен филм преку кој што ќе ја промовираме и позитивната страна на ромската заедница. Општина Битола застана зад битолските роми.
Културата и образованието, сите сме свесни дека е еден од најдобрите начини за инклузија на ромите во општеството и ние ќе го продолжиме нашиот курс на соработка во таа насока. Радува фактот што Република Македонија генерално и општина Битола котира високо во меѓународните извештаи за инклузија на ромите во општествените текови преку реализацијата на тековните проекти, што пак од друга страна отвора еден куп нови можности за продлабочување на таа соработка и со невладината организација Бајрска светлина и со другите ромски невладини организации од Битола. Денеска на Магнолија на неколку штандови се одбележуваат деновите на ромската култура. Списанието Македонско сестринство, кое го издаваат Високата медицинска школа и фондацијата Доктор Котевски, треба да го подобри статусот на сестрата. Во него ќе се истакнат проблемите со кои се соочуваат тие. Маја Богоевска. Високата медицинска школа и фондацијата Доктор Котевски денес го промовираа првиот почесен број на списанието Македонско сестринство. Медицинската сестра е една од главните алки во здравството, токму со списанието сестрите ќе имаат место каде да ги презентираат успесите, падовите, вештините и критиките. Жалост и во целото наше законодавство недоволно разбрана, недоволно квалификована, недоволно едуцирана од низа работи. Уместо да сестрата го врши својот дел, негата, заштита на здравјето на болесникот, спроведување на лекарските процедури, она се занимава со парамедицински работи. Сакаме низ овој зборник, низ ова списание, што ќе биде, да ги потикнеме и самите сестри да поинако се организират. Не може сестрата да врши, да биде добро едуцирана, да биде стручна, да биде хумана, да биде стално насмејана, стално да биде расположена, а не добро платена и недобро разбрана од руководството. Преку списанието треба да се подобри статусот на сестрата, односно да се истакнат проблемите со кои таа се соочува. Медицинската сестра претворена е често пати низ оделението, гледам во кафе куварка. На лекарите му прави кафе, а болниот чека да. Многу смело речено од моја страна, затоа што и јас зачера бев лекар. Али научив некои работи кога водеве на меѓународна болница. Сестрите кои што беа дојдени од Англија, од Германија, века немаше лекарите нас да ни се мешате, ние ќе си уредиме сестринската работа. Нема да дозволиме да вие работите без сестра, ќе најдеме ни начин како. Али не, вие да ги го правите распоредот. Значи, треба да се менува нешто ново и во самата организација на здравствените установи. Првиот број е посветен на првата интернационална конференција на високите школи и факултетите од областта на сестринството. Списанието ќе обработува теми од здравствената нега, каде што сестрите ги имаат своите ингеренции, научно-истражувачката работа од полето на сестринството, ќе се публицираат настани врзани со областа сестринство и ќе се пренесуваат искуства од секаде каде што ќе имаме можност да добиеме информации. Овој број опфати трудови од конференцијата на високите медицински школи и факултети од областа на сестринството и даде соопштенија од посетени конгреси како што е меѓународната сестринска интернационалната сестринска асоциација на европско ниво, каде што Високата медицинска школа е и членка. Списанието ќе излегува 2 до 3 пати годишно, а доколку има материјал и повеќе, ќе биде дистрибуирано до сите здравствени организации и образовни институции од областа на здравството, како и низ библиотеките во државата. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Возете велосипед од повеќе причини. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како факултет ќе одберете за вашето академско образование? Обштествени науки, медицински, технички, уметнички? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија.
Со парични казни од 2.500 до 5.000 евра ќе се казнува семејното наследство, предвидува новиот предлог закон. Судските забрани за приближување на насилникот до жртвата ќе се издават во рок од 24 часа. Од 1 јануари 2015 да почне пререгистрацијата на земјоделците по бара неколку пратеници, поднесувајќи измена на законот што Собранието на Македонија треба да ги донесе на денешното продолжение. Една од секој 10 цигари испушени во Европската унија била илегална. Најголем удел илегални цигари туту на пазарот во Европската унија имало во Летонија, Литванија, Ирска, Естонија и Бугарија. Пакистанската полиција соопшти дека вооружени лица отвориле оган врз авионот на Pakistan International Airlines во моментот кога слетал во северниот град Пешавар, при што загине едно лице, а 2 се повредени. Вице-премиерот за евроинтеграција Бесими само денот како Албанија доби кандидатски статус за членство во Унијата денеска ќе отпатува за Тирана. Адвокатите во Србија ќе стапат во 3-дневен штрајк во знак на незадоволство поради одлуката за зголемување на даночните обврски за паушално плаќање на давачките. Просечната оценка на екстерното тестирање на учениците по вкупност 368.115 тестови по сите предмети и во сите одделенија и години на образование е 3,63, што е подобро за 0,38% поени од минатата година, кога просекот беше 3,25. Резултатите од тестирањето по сите наставни предмети беа објавени вчера во училиштата, а денеска на пресконференција ги соопшти министерот за образование и наука Абдулаќи Мадеми. Тој е задоволен од подобрувањето на вкупниот просек во однос на екстерното од минатата година. Има подобрување во целиот процес, имаме поддршка и од наставниците и од професорите, и тоа е добро и позитивно за образованието во Македонија. Отпорот што на некој начин постоеше на почетокот, сега веќе не постои. Соработката е многу голема и ова се прифаќа како голема реформа, рече Адеми. Најдобри резултати биле постигнати по предметот етика на религиите 4,42, а најслаби по предметот технологија на обработка 2,37. Во основното образование, пропорционално на бројот на ученици, највисока просечна оценка имаат учениците од основното училиште Гоце Делчев во општина Центар 4,94, а најслаба во подрачното основно училиште Сандо Масев во село Баница Струмица 1,93. Од средните училишта со најслаб просек на екстерното се учениците од гимназијата Орце Николов 4,57, а најслаба просечна оценка има кај средношколците во текстилното Гоце Стојчевски во Тетово 2,03. Ова се првични резултати, зашто до 27 јуни е рокот за приговори и можност да се прифатат тие што ќе бидат издржани. Приговорите се поднесуваат до училишните комисии и до денеска наплан не пристигнале околу 100. Девет одделенците ќе учат по нови наставни програми. Предметите ќе бидат исти како и во 8 одделение, а нов предмет кој ќе се учи е иновации. Весна Шеровска. Учениците во 9-то одделение ќе ги учат истите предмети што ги учеле во 8-то одделение. Тоа се биологија, физика, хемија, математика, информатика, мајчин јазик, странски јазик и другите предмети предвидени со наставните програми. Ново ќе биде тоа што во овие наставни програми се вградени активности за предприемништво, но ќе се воведе и посебен предмет иновации кои учениците ќе го имаат 1 час неделно. Изборни предмети во 9-то годишното основно образование, односно од 7 до 9-то одделение се предметите програмирање, истражување на родниот крај, изборен спорт, нашата татковина, проекти од информатиката, проекти од ликовна уметност, танци и народни ора, унапредување на здравјето, вештини за живење, воспитание за околината. Во еднон, Министерството за образование и наука демантираат дека на учениците од 1 до 3 одделение ќе им бидат воведени нови предмети физика, хемија и биологија. Станува збор за адаптација на наставната програма за постојниот предмет природни науки, согласно наставните програми на Меѓународниот центар за наставни програми Кембридж, најголемиот светски провајдер на меѓународни образовни програми и квалификации за деца на возраст од 5 до 19 години, прифатени во 160 земји и над 9000 училишта, појаснуваат од Министерството за образование и наука. Имено од следната учебна година по наставните програми од Кембридж ќе бидат прилагодени предметите математика и природни науки.
Инаку реформата 9-годишно образование започна во 2006 година. Секоја година се печатат учебници согласно наставните планови и програми. Моделот за ваков вид на образование го презедовме од Словенија. Во оваа држава во прво одделение се тргнува со полни 6 години. Освен учителот, во класот е присутен и родителот-старателот. Со овај концепт беше воведено изучување англиски јазик од прво одделение, се воведе информатика како задолжителен предмет, а се зголеми и фондот на часови за спорт и спортски активности. Битола наточак по трет пат е манифестацијата која утре ќе се одржи планирана во 18 часот кај фонтаната кај музеот, а има за цел подигнување на јавната свест кон велосипедизмот и неговите бенефити. Продавачите на велосипеди во Битола велат дека битолчани имаат велосипедска култура. Оливера Михајловска. Сте забележале килце повеќе, ама некако не ви се вежба, ниту пак ви се откажува од сладката брза храна. И во тој случај имате едно решение, а дури 3 бенефити. Возете велосипед, губите калории, забавно ви е, штедите пари и не ја загадувате околината. Денеска решивме да ја посетиме единствената сервис продавница за велосипеди во Битола. Ем ги поправа, ем ги продава. Изминативе 23 години се во служба на велосипедизмот и дури имаат мото: еден продаден велосипед, еден автомобил помалку, и велат се почесто битолчани по битолски се качват наточак. Битолчани возат велосипеди, али колку се повеќе зема замав велосипедизмо ради спортување, ради здравје. И се грижат за своите велосипеди, а најповеќе поправки имаме околу лепењето, гуми, лагер именување. Повеќе поправка имаме и затоа не можеме да престигнеме со поправка. Те возат дури од 40 и 50 години стари велосипеди. Малце навика нема за кацики, али сега почнуваат да купуваат и кацики. Најефтиниот велосипед е негде околу 70 евра. И дека е така, дека здравјето зема прв план кај сите, потврди денешниот купувач кој го затекнавме во оваа продавница. Чисто само за да повеќе движење. Оти се научивме со возилата, седни во возило, стани од возило, влези дома. Чисто го купувам сега само рекреација, да правам да се движам со точакот. Дали претходно сте возеле точак? Сум возел, баги време нема возено, јаве сега денес станувам собственик нова точачи и ќе си го возам со задоволство. Епа, луѓе мои, драги битолчани, не мислете се и грабнете точак в раце, бидејќи в четврток битолската критична маса повторно се собира пред фонтаната кај музеот и го организира настанот Битола наточак по трети пат. Иницијатива која цели за подигање на јавната свест во користењето на велосипедот како урбано превозно средство кое може да се користи на секаде во нашиот град и во секоја пригода со 4 главни мотиви: намалување на загаденоста во градот, растоварување на центарот од автомобили, нудење на алтернативи за финансиски заштеди, водење на здрав живот. Од почетокот на акцијата, веќе на неколку места низ градот се поставени паркинзи за велосипеди по иницијатива на членовите на критичната маса. Почитувани гледачи, се наоѓаме пред Фикамаго, предпријатие кое што 23 години обстојува преку продажба на велосипеди, меѓутоа и поправка. Она што денес сакам да ви го кажам е тоа дека еден автомобил помалку значи повеќе здравје за сите нас. Екологијата е чиста, физички сме многу поактивни и секако е многу поекономично. Викендот кој е пред нас, џип турнеја низ Мариово. Пријавувањето е во тека, турнејата нема надпреварувачки карактер, дружење, запознавање на убавините и подигнување на адреналинот. Стево Бешуровски. Тргнувањето на 28 јуни во 7 часот од пред зградата на општина Новаци. Посета на терените околу селото Реово, Грумази, Скочивир со попатна пауза од 15 минути. Доручек во местноста Конјарка во близина на селото Скочивир. Посета на живописните терени во Мариово по течението на Црна река, местноста Копанките покрај ловиштето Ниче. Пауза на реката Белица. Посета на село Будимирци, живописните терени околу село Зовик. Околу 15 часот пристигнување во манастирот Чебрен и поставување на камповите во близина на реката Црна. Секој учесник мора да носи опрема за кампување, а ќе имаат богата, забавна и гурманска програма, дружење до доцните вечерни часови. Во местноста Чебрен посетителите ќе имаат можност да ги посетат црквата Свети Спас од 16 век, црквата Свети Димитри, неодамно обновена околу олтарниот дел кој потекнува од 15 век,
и остатоците од некогашниот антички град Чебрен и покасно манастирот Чебрен, кој бил еден од најголемите и најпознатите манастири во Македонија. Следниот ден, на 29 јуни, во 10 часот по доручека посета на филмскиот мост во село Совик и крај на турнејата. Пријавувањето е до 25 јуни, вкупната должина на трасата е 160 км. Турнејата нема надпреварувачки карактер и секој учесник мора да се придржува до правилата пропишани од страна на организаторот. Джип турнејата Мариово е туристичко возење по шумски патеки, земјен пат на кој се наоѓаат природни пречки, кал, големи успони, зелена трева, камења, вода и друго, на кој учествуваат теренски возила, джипови 4x4. Целта на ова возење е запознавање на убавините на Мариово, културно-историските споменици, дружење, соработка со други автомотоклубови од земјава и странство, како и развој на алтернативните спортови и алтернативниот туризам. За прв пат джип турнејата Мариово е одржана на 19 и 20 јуни 2010 година. Позитивното искуство на сите учесници беше мотив плюс за претворањето на джип турнејата во настан кој се одржува најмалку еднаш годишно, со број на членови кој постојано се зголемува. Еве што донесува светот на актуел. 4 експлозии во подземната железница во Каиро. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Започнува Битола отворен град 2014. Мартин Стефановски со награда на меѓународен музички фестивал. Битола на точак, по трет пат во нашиот град. 4 експлозии во подземната железница во Каиро. Најмалку 4 се ранети во 2 експлозии на подземните станици на железницата во Каиро во текот на утринската мешаница. За сега никој не презема одговорноста, а Египет со месеци се соочува со бран насилства од исламистичките милитанти. Насилствата се зачестија откако лани во јули војската го смени исламистичкиот претседател Мухамед Морси. Поранешниот командант на војската Ал Сиси, кој го симна од власт Морси, минатиот месец беше избран за нов египетски претседател. И Горниот дом на Думата гласаше за укинување на резолуцијата за употреба на воена сила во Украина. На барање на претседателот Путин, Горниот дом на Рускиот парламент денеска укина резолуција со која на Путин му се дозволуваше употреба на воена сила во Украина. За укинувањето на резолуцијата изгласана на 1 март забеа 153 пратеници и само еден беше против. Според неименуван пратеник, тоа е акт на добра волја за да се помогне во мировните напори во Украина, но резолуцијата во краток рок може да се врати, додаде тој. Најмалку 5 лица се убиени во новиот напад кој се одиграл ноќта кон вторникот врз село на Кенискиот брег, во област каде во слични напади пред една седмица беа убиени 60 лица, објави во вторникот локалниот полициски извор. Ноќта кон вторникот дојде до нов напад, 5 лица се убиени во малото место близу локалитетот Виту, сместен 20 на километри од Пекетони, изјави неименуван полициски извор од градот Лему за Associated France Press. Подсетил дека во нападот од 15 јуни 50 на жители се убиени во местото Пекетони. Стефани Куа, префект во кантонот Ламу во југоисточниот дел од Кенија, каде што се наоѓа споменатото село, го потврдил нападот, но не сакал непосредно да изнесува проценти за настраданите. Сноуден не сака да живее во екзил и сака да се врати во нормален живот. Поранешниот соработник на американските разузнавачки служби Едвард Сноуден денеска изјави дека сака да престане да живее во екзил и да се врати во нормален живот. Сноуден изјавата ја даде преку видеоконференцијска врска со пратениците од парламентарното собрание на Советот на Европа. Тој истакна дека нема врска со руската влада и дека со формалностите и документацијата за престој во Русија се занимава неговиот адвокат. Сноуден се пожали дека нема можност да патува по светот, бидејќи американските власти му го поништиле пасошот. Европската Унија има доволно резерви на газ од шкрилци за да заврши со енергетската зависност од Русија за околу 28 години, под услов европските земји да се подготвени да го вадат. Ова го објави агенцијата Bloomberg, повикувајќи се на податоци и експертски анализи за 10 европски земји, меѓу кои и за Бугарија. Во информацијата се наведува дека во Бугарија и Франција има директна забрана за екстракција на шкрилци, додека Германија и Холандија се меѓу земјите во кои е воведен мораториум. Агенцијата забележува дека во 28 земји од Европската Унија, кои покриваат 1/3 од потребите со увоз на руски газ и нафта, се дискутира за можноста за диверсификација на енергетските извори.
Додека европските држави дискутираат за еколошкиот ефект од технологијата за екстракција на газ од шкрилци преку фракинг, во САД го применуваат овај метод и се на пат да станат најголемиот светски производител на природен газ. Ефикасна употреба на овие ресурси би можело да значи да се зголеми енергетската безбедност на Европа. Можно е конфликтот во Украина да послужи како катализатор за развој на фракинг во Европа, но се уште сметам дека тоа е долгорочна перспектива, коментира аналитичар од Лондонскиот институт. Фудбалската репрезентација на Грција успеа да го постигне најдобриот ефект на светските првенства и се пласираше првпат во осмина финалниот сегмент. До успехот стигна по грчки преку драма. Соседите од југот победија со 2-1 благодарение на Јорго Самарас и погодокот од пенал во 91-та минута, пошто го очекува дуел со одличната селекција на Коста-Рика. Пред надпреварот во друштвото Колумбија беше мирна со 2 триумфа од 2 рунди. Јапонците може да се радуваат доколку славеа и тие и грците, како и да е, јужноамериканците беа убедливи. Употребувајќи ја тактиката на Рехагел, селекторот Фернандо Сантош обезбеди место во најдобрите 16 тима на мундијалот. Како и досега, среќата беше на страната на победникот, двата гола ги реализираше благодарение на ривалите, а среде Грција, еве како се славеше. Ein Elfmetertor in letzter Minute, das war Griechenlands Rettung. Die Heimreise ist verschoben. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот актуел. Повеќе информации на tera.mak. Пријатно.